Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада, а во нив ќе гледате. Од Стопанската комора информираат дека месарниците ги намалиле цените, но секоја компанија поединечно се одлучува по колку ќе ги продава своите производи. Уставниот суд на денешната седница одлучи да не поведе постапка за предметот во кој беше оспорено работењето во недела. Со редовни тренинзи, шампионот на првата женска фудбалска лига на Македонија Љуботен се подготвува за последниот дерби надпревар оваа сезона. Од Стопанската комора информираат дека месарниците уште денеска ги намалиле цените на дел од производите за 5%, но сепак, како што додаваат, секоја компанија поединечно се одлучува по колку ќе ги продава своите производи. Поевтинувањата на месото, велат, не се знае до кога ќе трае, со оглед на тоа што дел од компаниите биле одбиени на владинскиот повик за субвенционирана струја. За цената на месните производи да се намали веднаш за над 10 до 15%. Потребно е да се ослободат царините за увоз на смрзнато свинско месо за преработка, што беше во сила 4 години, а заврши во јуни 2020 година и доведе до поскапување, информираат од групацијата за преработка на месо и производи од месо при Стопанската комора на Република Северна Македонија. Оттаму велат и дека месарниците уште денеска ги намалиле цените на дел од производите за 5%, но сепак, како што додаваат, секоја компанија поединечно се одлучува по колку ќе ги продава своите производи. Поевтинувањето на месото, велат, не се знае до кога ќе трае, со оглед на тоа дека дел од компаниите биле одбиени на владиниот повик за субвенционирана струја. Уште денеска ги намаливме цените на одредени производи, верувајќи на владата дека мерките ќе бидат ефективни. Тоа намалување и на дел на свежото свинско месо, дел на пилешкиот асортиман, на група од, да речеме, 50 на производи. До кога ќе важи не знаеме, затоа што некои се одбиени. Сега компаниите со ова последната конфузија се малку ставени во неравноправна положба. Од комората додаваат и дека вчера попладне добиле соопштение од Евана, во кое се посочува дека компаниите кои имаат фотонапонски централи имаат вишоци струја и за нив договорите ќе треба да се доработат за да се регулира продажбата на тие вишоци. Заедно со Министерството за економија и со ЕСМ ќе се направи се за да се доработи договорот и да може и тие да бидат ставени во системот. Насоката е дека ќе биде најбрзо што може, да оставиме простор, можеби тоа ќе се случи утре, можеби ќе се случи понеделник, можеби јануари, но да оставиме простор да видиме, ние се надеваме на најбрзо разрешување на овој проблем. Инаку од денеска компаниите за производство на основни прехранбени производи ќе добиваат субвенционирана струја од ЕСАМА, мерка која ја донесе владата со цел намалување на цените на основните продукти. Се укинува прогресивното одоначување кај данокот на доход кој натаму има една даночна стапка од 10%. Исто така остануваат досегашните стапки на ДДВ-то од 18% и на данокот на добивка од 10%. Уште на почетокот сакам да ги напоменам најважните работи за граѓаните и за компаниите, а тоа е дека со овој нов концепт не се предвидуваат нови даноци, не се предвидува зголемување на даноците, односно данокот на личен доход останува со една стапка од 10% и се укинува прогресивното одоначување кое требаше да стапи на сила на 1.1.2023 година. Данокот на добивка останува 10% и не се зголемува. Данокот на додадена вредност останува 18% и исто така каматите на депозитите и штедните влогови нема да се одоначуваат. Овој нов концепт всушност значи ревидирање на даночните ослободувања, проширување на даночната основа и крајно сузбивање на неформалната економија.
Со ова, резултатот од новиот концепт ќе биде одржливи и повисоки стапки на економски раст, но и транспарентно управување со јавните финансии, што е особено важен услов во оваа најголема економска криза. Уставниот суд на денешната седница одлучи да не поведе постапка за предметот во кој беше оспорено работењето во недела, информира на пресконференција портпаролката на Уставниот суд Христина Беловска. Уставниот суд информира дека во предметот во кој беше оспорено работењето во недела е одлучено да не се поведе постапка. Ова значи дека во правниот поредок останува законот кој го уредува правото на работниците да не работат во недела, освен во дејностите кои што се исклучоци, а секако се предвидени со сегашното законско решение. За Уставниот суд неосновани се наводите на Стопанската комора на Северна Македонија, која што е подносител на оваа иницијатива и која бараше да се запре извршувањето на овој закон. Оваа одлука е конечна и секој мора да ја почитува. Вториот предмет од интерес на јавноста, кој го опфаќа Законот за социјална заштита. Уставниот суд одлучи да го укине членот 44 став 2 во делот најдоцна до 65 годишна возраст. Станува збор за одредба која што опфаќа користење на надоместок заради попреченост. Согласно содржината на членот, ќе појаснам дека се работи за надоместок кој може да го оствари лице со тешка или длабока интелектуална попреченост, со најтешка телесна попреченост, потполно слепо лице и потполно глуво лице. Законот предвидува дека овие категории на лица може да го остварат правото со навршени 26 години и најдоцна до 65 годишна возраст. Министерот за информатичко општество и администрација Адмири Малити запрашан дали ќе има намалување на бројот на вработени во јавната администрација во рамки на новата стратегија за реформи во администрацијата. Истакна дека треба да се превземат напори институциите да бидат потранспарентни во делот на вработување нови кадри и да се искорени трендот на партиски вработувања во администрацијата. Мора да напоменеме дека поголемиот дел во јавната администрација се во образованието, во здравството и во општините, каде директно ние као централна власт не може да имаме импакт, но индиректно да, со нашите закони што ги имаме као министерство, со законот за вработените во јавен сектор и законот за административни службеници, ние се трудиме во тие закони, во слични закони, да поставиме механизми, инструменти кои ќе олеснуват, ќе им олеснат на институциите да се поефикасни во делот на нови вработувања. Затоа ние и го споменуваме ова департизацијата, бидејќи знаеме као феномен дека најмногу вработување има пред избори. Значи по општини, по училишта или во здравството. Така што тука за да има системско решение, ние додаваме во делот на регрутирање на вработените да биде што потранспарентен и да нема можност, иако сака првиот човек на институцијата да вработува партиски послушници, да му е многу тешко тоа или во идеална ситуација да не може да го прави тоа. Така што ние се залагаме колку што можеме, меѓутоа ова е поширок проблем. Односно, ние сите као општество треба да се залагаме, да немаме институции кои вработуваат само за политичката партија. Пријава за пронајдена кородирана рачна бомба. Во полицискиот билтен регистриран и случај на физички напад, како и приведување на едно лице за издржување затворска казна. Во продолжение следуваат деталите од билтенот. Вчера во 12 часот и 15 минути во СВР Тетово, едно лице од Тетовски Бродец пријавило дека на место викано гоманец на село Бродец.
пронашол кородирана рачна бомба. Извршен бил увид и било констатирано дека се работи за кородирана рачна бомба од кинеско производство, без запалка. Од стручни лица од Дирекцијата за заштита и спасување, бомбата била подигната за понатамошна постапка. Вчера во 17 часот во СВР Тетово, 42 годишникот Тетово пријавил дека во Тетово бил физички нападнат од 57 годишничка од Тетово, сопственичка на станот каде што живее тој под кирија. Според пријавеното, причина за нападот се должничко-доверителски односи. Се работи на целосно расчистување на случајот, пошто ќе следи и соодветен поднесок. Вчера пак во 8 часот и 30 минути во Гостивар, полициски службеници од секторот за внатрешни работи Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, со судска наредба привеле 30 годишникот Гостивар за издржување на затворска казна. Лицето било спроведено во казнено-поправната установа затвор Тетово за издржување на казната. Тетовскиот клуб Љуботен ги руши табу темите дека понежниот пол не е за фудбал. Фудбалерките ја освоија шампионската титула во првенствената сезона 2021-2022 година во првата женска фудбалска лига на Македонија со 17 победи, 4 нерешени надпревари и само 1 пораз. Амбициите на клубот се да ја одбранат титулата и во новата сезона. Со интензивни и редовни тренинзи на спортското игралиште во Тетово, шампионите на првата женска фудбалска лига на Македонија, фудбалерките на Љуботен, се подготвуваат за последниот дерби надпревар оваа сезона. Моментално се на лидерската позиција со 3 бода предност во однос на конкурентите и се надеваат дека шампионската титула ќе ја освојат и оваа сезона. Веќе сме на крајот од сезоната, значи до крај ни останува уште еден надпревар, и тоа дерби надпревар против еден од конкурентите за шампионската титула, екипата на Каменица Саса. Тој надпревар го играме на гостински терен во Каменица во сабота и полека максимално се спремаме за тој надпревар, воигруваме некои линии на тимот, така да се надевам дека надпревар во Каменица ќе успееме да се вратиме со поволен резултат. Во најлош случај за нас барем да остане на бодовна разлика што е моментално на табелата, а искрено се надевам дека и се надевам и на победа дека со 3 бода ќе се вратиме од Каменица. Амбициите на клубот се и оваа година да се изборат за учество во Лигата на шампионите. Амбициите ни се шампионски. Како годинава што игравме во Лигата на шампионите, така се надеваме дека и оваа година ќе освоиме шампионска титула и ќе добиеме нова шанса да настапиме во Лигата на шампионите. Оваа сезона изигравме се здобивме со големо искуство со тие настапи во Лигата на шампионите. Можеби резултатски не предовме најдобро, меѓутоа како дебитанти во тоа надпреварување, кај што се кремот на европскиот фудбал, женски фудбал, сепак се прикажавме во едно добро светло, така да очекувам дека оваа сезона повторно ќе добиеме таа шанса и дека ќе успееме да направиме некој позабележителен резултат. Тимот се состои од спој на младост и искуство кој носи резултати, 20 на девојки на возраст од 15 до 28 години. Во екипата има 5 интернационалки, 3 од Бразил, 2 од Србија, 5 македонски репрезентативки сениорки, 3 младински репрезентативки. Јас сум Анđела Milovanović, dolazim iz Srbije, u klubu sam skoro pa 2 godine. Pa pre Ljubotena igrala sam u Radu, ŠFK Rad, pre toga u Slogi Zemun i kao mala igrala sam tu u selu sa dečacima i isto sam bila u Zvezdi, jedna kategorija. Evo već 2 godine sam tu, dobro su me prihvatili, od prvog dana su sa mnom, šta god da mi treba, tu su, imam mnogo prijatelja, ekipa je dobra, kogod da dođe, ne samo ja, evo, kogod da je došao posle mene, činimo da se osjeća kao da je tu s nama od prvog dana, stvarno imamo mnogo dobru ekipu i mnogo okej ljude. My first name is Cheuri, but last name Goya. I'm here, I arrived in August, I think 28, and we have a friendly match when I arrived, and I like here, is a good country, it's so calm, because Brazil, we don't stop, never. Here I have time to rest and to enjoy with my friends, Brazilians, and I like here, I like Ljuboten, the girls, the staff,
and all. I was in Brazil. I play in the north part of Brazil, and before I go to Spartak in Serbia, I play 1 year, and in Serbia, the culture is similar, and the words like the girls like to teach me new words and like zdravo, kako si, and it's good. Јас сум Ива Јовановска, имам 16 години, играм 3 години у ЖФК Љуботен, играм десен бек. Моментално учим многу од овие што се овде и сакам да напредувам и здравје Боже да играм негде на страна. Па и минатата година освоивме титула исто така и ова. Сега играме со Каменица таму и идемо на 3 бода да победиме и да бидеме повторно шампиони. Табу темите дека женските не се за фудбал полека исчезнуваат, а интересот е се поголем од година в година, велат од клубот. Па добро, женскиот фудбал во глобал и во светот на едно полека почиња да се дига на едно повисоко ниво, значи тие табу теми за женски фудбал, дека жените не се за фудбал, полека исчезнуваат, така да еве гледаме и помасовно еве и девојчиња нови се приклучуваат, така да не останува како фудбалот само како машки спорт, еве девојчињата знаат да полека влегуваат во тие фудбалски води и масовноста е се поголема и поголема. Женскиот фудбалски клуб Љуботен е основан на 8.8.2017 година и како дел од најстариот активен фудбалски клуб Љуботен во Македонија заедно со машката екипа ја продолжуваат фудбалската традиција во Тетово од 1919 година. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!